Атлетичарот и маратонец Костадин Мартиновски ги има последните подготовки за неговиот настап на Скопскиот маратон. На трката во недела тој ќе настапи и на полумаратонот, со што ќе го продолжи списокот на спортски подвизи. Она што е невообичаено за него е што со спортските предизвици паралелно се бори и со дијабетот. Тоа не е причина за откажување од спортот, вели Мартиновски. Тоа е наизменично. Например, сега во Скопје ќе го трчам полумаратон. За полумаратон доволно и се месец време. Значи, континуитетот за кондиција не е препорачливо секој дневен тренинг, затоа што сепак мора организмот да одмара и најчесто на шематски дел ги вршам тренинзите. Прв тренинг почнувам некој леко темпо, 3 километри, следниот ден имам пауза, па после полека го зголемувам интервалот, например 3, 5, 5, 7 првата недела, повеќе од 7 километри и повеќе од 4 тренинзи немам. Веќе на следната недела, втората недела, се зголемува по 1 до 2 километри. Сепак си го слушаш телото како ти одговара. За на крај последните 2-3 дена ги користам за одмор. Денеска ми е последен тренинг, пако последен тренинг 5 километри се доволно, но пред последниот тренинг, последните 4-5 тренинзи се концентрирам на темпо, значи да го држам интервалот. Додава дека во светот не е невообичаено дијабетичари да бидат и врвни спортисти. Да, освен инсулинската терапија и правилната исхрана, најдобар лек е и физичката активност. Па веќе лани, например, последниот маратон имаше уште 4 учесници со дијабет тип 1 што зема учество на полумаратонската трка. Инаку Балканот и Европа е многу распространато. Има професионални фудбалери, професионални тркачи, велосипедисти. Нема никаква пречка дијабетот за спортот. Во Струмица има регистрирано околу 1500 дијабетичари, меѓу нив и деца од најмала возраст.